Добре дојдовте во петото издание на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен министер, односно вице-премиер за евроинтеграција и поранешен амбасадор во Соединетите Американски држави во Вашингтон. Добре дојде. Добре дојде, благодарам за поканата. Како одличен познавач на меѓународните констелации, но она што се случува токму во САД 2 дена по инаугурацијата на председателот, 47-миот председател Доналд Трамп, дали очекуваше искрено вака брзо да почне да го спроведува она што го прави Трамп? Многумина мислеа дека блефира, дека сето тоа што го кажа е кажано, но дека нема да се спроведе. Наеднаш, буквално кажано, првиот час само што стапи на должност, тој веќе имаше десетина одлуки. Јасно е дека овој втор мандат на председател Трамп тој ќе го искористи многу поподготвено отколку што тоа беше случај во првиот мандат, кога малкумина и воопшто очекува дека тој ќе победи на изборите. Би рекол дека и неговото најблиско окружување веројатно не беше подготвено тој да ја преземе функцијата тогаш. И за разлика од тогаш кога првите месеци, па и би рекол и повеќе, можеби еден добар дел од мандатот потроши на адаптирање, на борба со оние внатрешни структури во традиционалниот пристап на американската администрација, така да го наречеме. Сега тој, знаејќи дека ова е негов втори и последен мандат, и ако не се последователни, председател може да има најмногу 2 мандати, тој ќе се обиде што е можно побрзо да ги реализира сите ветувања и практично уште од првиот ден потпиша повеќе десетици така наречени извршни наредби со кои започна спроведувањето на неговите политики. Ние во текот на вчерашниот ден веќе имавме и прва поддршка од Конгресот, се усвои еден од законите поврзан со нелегалната миграција, што значи дека тој навистина не губи време и сака што е можно побрзо да испорача од она што било ветено во кампањата, затоа што и очекувањата на американските граѓани се навистина големи. Ќе треба многу брзо да се направи таа јасна разлика помеѓу мандатот на председател Трамп и неговите политики и мандатот на претходниот председател Бајден, со што ќе се потврди она што беше ветувано во кампањата. Мислиш дека ќе најде на голем отпор и нема да може да спроведе дел од одлуките, бидејќи имаше досега многу реакции во однос на одлуките негови кои што се решенијата на вистина, меѓу нив има така некои контрадикторни, особено за одредени групи на луѓе, или пак имајќи предвид дека сега го имаат и Конгресот и Сенатот, тука и тој како председател, работите ќе одат многу помазно, особено во однос на минатиот мандат, каде што кажат имаше процес на буквално кажано аклиматизација, учење на работите, сега како човек кој што е народски кажано навежба многу поинаку влезено, ќе може ли да ги спроведе или ќе има сепак тешка битка за некои работи? Секогаш ќе постојат тие ризици, затоа што еден добар дел од американската администрација, особено во некои области, е следбеник на оние мејнстрим политики кои што владеа и во републиканската партија претходно, кога и самиот Трамп имаше опозиција внатре, и од левичарската демократска партија, така што предпоставувам дека таа битка ќе биде постојана, меѓутоа овој пат тој ќе има многу поголема шанса да победи во таа битка, условно речено, затоа што го има искуството од првиот мандат, а и овој пат, за разлика од првиот мандат, републиканската партија е обединета околу него. Видовме што во првите назначувања тој има една плејада на искусни републиканци, политичари, носители на извршни функции, носители на функции во законодавните домови, во Сенатот и во Претставничкиот дом, така што има една поголема поддршка и внатре во партијата и ќе има можност да направи една јасна разлика, како што кажавме, меѓутоа дали ќе има проблем со контрадикторноста, условно речено, на некои од неговите политики, тој самиот како профил и како политичар поттикнува понекогаш и разни контроверзии во неговото однесување, меѓутоа она што е најзначајно според мене е тој да има брзи и видливи резултати во економијата, во борбата со нелегалната миграција и во односот на Америка кон останатиот дел од светот, односно повторно враќање на таа лидерска улога на Америка на глобалната сцена. Како човек кој што живееше и работеше таму,
Како дојде сето ова што се случи, многумина навива и во Македонија, да не зборувам за опозицијата наша која што нема погодено никогаш ништо, така што и беше логично да ја промашат со Камала, па сега молчат кога нашиве нели од власта се таму на инаугурацијата, но јас како човек што бев 4-5 пати во Америка, од самото тоа што колку толку видов нели што се случува таму, очекував апсолутно тотално и покрај оние прогнози кои што ми беа чудни да победи Трамп. Едноставно беше логично според она американците како се однесуваат, зборуваме и за социјалните мрежи и за се, но анкетите водеа сосема спротивна, нели? Битка, на крај испадна дека обичниот човек ги победи и медиумите и оние влијателни познати личности кои што испаднаа како и нашата опозиција. Што очекуваше ти, имајќи предвид дека сепак нели го познаваш колку толку менталитетот на американците? Па имавме повеќе прилики Да. ние да коментираме уште во текот на кампањата и пред тоа се покажа дека оние агенции кои што го истражуваат јавното мислење овој пат ја направија повторно, би рекол слична иста така не слична грешка каква што ја направија првиот мандат, односно кога сите веруваат дека ќе победи тогашната кандидатка на демократите Хилари Клинтон, Доналд Трамп извојува една изненадувачка победа. Овој пат иако кажува дека ги адаптирале методологиите, сега повторно нема да ја направат истата грешка, во оние последни анкети резултатите беа изедначени. И сега алибито овој пат се бара во оние така наречени проценти на статистичка грешка, поточно велат дека не ги сгрешиле анкетите, туку дека тие биле во рамките на статистичката грешка, меѓутоа она што беше како резултат и на национално ниво, и во оние така наречени електронски гласови, затоа што во американскиот политички систем можно е, како што тоа беше минатиот пат кога победи Доналд Трамп, Хилари Клинтон го освои апсолутниот број, мнозинството гласови, меѓутоа благодарение на распоредот на гласовите во изборниот коледж, Доналд Трамп извојува победа. Сега овој пат тој извојува победа и во изборниот коледж, и во апсолутно мнозинство гласови на национално ниво, го потврдија резултатот од претседателските избори и со победа и освојување мнозинство и во представничкиот дом и во сенатот, што значи дека кредибилитетот што го имаат како структура републиканците сега, имајќи мнозинство секаде и претседателската функција која што е најзначена, им дава една можност засилено да ги реализираат своите политики. Сега во однос на расположението на граѓаните, навистина како што споменавме, имаше поддршка демократската кандидатка од многу јавни личности, од шоу бизнисот и од бизнисот, иако сега тоа полека се менува. Сепак, обичниот американски граѓанин беше разочаран на многу прашања, пред се лошата ситуација во економијата, и тоа не ви требаат многу анализи. Секој граѓанин и кај нас и во Соединените американски држави знае дали живее подобро или не за време на една власт. Она што се случуваше и се уште се случува со војната во Украина, ситуацијата на Блискиот Исток и неможноста Соединените американски држави да го демонстрираат своето лидерство и да успеат да ги спречат тие војни или ако веќе се избувнати да ги запрат, наведе на една дополнителна фрустрација многу голем дел од американските граѓани, затоа што негативните последици врз економијата од тие војни конфликти пред се оне меѓу Русија и Украина се чувствуваат и на американско тло. И дополнително сметам дека демократската администрација предводена од претседателот Бајден направи една голема грешка, односно низа на повеќе грешки во однос на повеќе општествени прашања, промоција на определени политики, екстремно би ги нарекол јас левичарски, кои што немаат поддршка кај мнозинството американски граѓани. Еве, например, во текот на вчерашниот ден, една од првите наредби што ги издаде новиот државен секретар, Марко Рубио, кој што е долгогодишен сенатор и типичен представник на би рекол, она конзервативна десница во САД, една од првите наредби беше да се забранат тие знамења на оние заедници кои што се истакнуваа на американските амбасади на секаде низ светот, што покажува јасна разлика со претходната администрација која што стимулираше такви политики. И сега, иако можеби дел од тие маргинализирани групи, да ги наречеме, се многу гласни во медиумите, на социјалните мрежи и добиваат поддршка од разни структури, сепак мнозинството американски граѓани не се согласува со нив. Иако можеби тие прашања се некогаш подценети, навистина овој пат, посебно во оние така наречени
трансродови процеси, политики и така натаму. Призна само два рода, една од Да. првите одлуки. Токму затоа, значи уште во самиот инаугуративен говор доминираше тоа прашање и во кампањата и во првите документи што ќе бидат дел од новото американско законодавство. Претседателот Трамп се обидува да ги врати оние традиционални вредности, односно постоењето само на машко и женско, за разлика од претходната администрација. Значи сите оние разочарувања во многу области доведоа до таков резултат и така нареченото тивко мнозинство е да го именуваме така, во Соединените американски држави во голема мера ја даде поддршката на претседателот Трамп и неговите политики заради разочарувањата од претходната администрација, како и заради таа надеж што тој ја разбуди дека Америка, не случајно неговиот слоган повторно како и минатиот пат беше да ја направи Америка голема, моќна, силна повторно, се резултираше со таков резултат и сметам дека тој ќе продолжи со тие политики без разлика што ќе се зголеми можеби таа поларизација во американското општество. Често пати и на меѓународната сцена тој е обвинуван дека е човек кој што продуцира конфликти и така натаму, меѓутоа во неговиот прв мандат тој стана единствениот американски претседател кој што не започна ниту една војна, а сега гледаме дека уште пред официјалното стапување на должност придонесе за едно почетно примирие на ситуацијата на Блискиот Исток, се воспостави некакви контакти, се разговара за одржување на една средба со рускиот претседател, чија што задача на тие средби, чија што цел ќе биде да се стабилизира ситуацијата таму, да заврши војната во Украина и американската економија, меѓутоа и западноевропските економии кои што сега можеби не го поддржуваат тој потек, повторно да се вратат на вистинските патеки и најпосле сите граѓани да здивнат од сите овие војни во изминатите години. Така, верувам дека не случајно и примирието на Блискиот Исток се случи токму пред неговата инаугурација, какво и да е, но го има, но многумина, како што спомнав, мислеа дека блефира и со родовите го направи тоа, мислеа дека блефира со излегувањето од Светската здравствена организација, тоа беше еден од првите укази, мислеа со Парискиот климатски договор и тоа го направи, го тргна шпанскиот јазик од втор официјален на белата куќа веднаш без никаков пардон, го преименува мексиканскиот залив за кој што нешто исто многумина мислеа дека блефира и дека се шегува онака, но од таа гледна точка кажа и многу други работи, дали еве доколку си гренландјанин или пак панамец ќе бидеш сериозно загрижен после сето ова што се случи и оние работи кои што ги кажа и ги спроведе на дело, зборуваме за Панамскиот канал и неговите аспирации кон него, но и аспирациите кон Гренланд. Да, тие две прашања доминираа можеби во неговите најави за меѓународната политика. Еве да почнеме со Гренланд, на пример. Гренланд е една територија која што според многу толкувања логични, таа територија е поблиску и повеќе припаѓа кон американскиот континент отколку кон европскиот. А претседателот Трамп веќе се зборува дека промовира една така наречена нова доктрина, чија што основа можеме да најдеме во она доктрина на Монро во минатото претседател, кој што да ја поедноставиме дека западната хемисфера треба да се остави без туги влијание на туги центри кои што не доаѓаат од западната хемисфера. Значи се она што се случува во Северна, Средна и Јужна Америка и во тој контекст и Гренланд може да се стави, би било надлежност, така да го наречеме, или под влијание на политиките на Соединените американски држави, не дека тие со сила ќе освојат нешто, меѓутоа таа евентуална нова доктрина би можела да вклучи аспекти кои што ќе велат дека се она што е дел од западната хемисфера треба да се остави да се одбрани од туги влијани. Сега, Гренланд е огромна територија, која што има многу мал број на жители, меѓутоа многу големи природни ресурси и не е тајна дека таа територија е цел и на влијание од Народна република Кина, Руската федерација и така натаму, што значи дека Соединените американски држави треба да бидат подготвени дека доколку тие него изразат својот интерес за поблиски врски со таа територија, има други држави кои што ќе го изразат интересот за истото. Дополнително Соединените американски држави и имаат историја на поблиска безбедносна соработка со таа територија, еве да ја наречеме. И во последните неколку години ние имаме
едни засилени гласови и тенденции за независност, полна независност на Гренланд од Данска. Данска во голема мера субвенционира многу од процесите и од економијата таму. И сега тој се обидува можеби да најави дека Соединените американски држави се подготвени во еден договор со Данска да ја откупат територијата, нешто што се случувало и во минатото. Аљаска, Луизијана. Да, што значи дека не е туѓо во американската историја да се купуваат територии од други држави. И сега имајќи предвид неговиот бизнис мајндсет, тој ќе се обиде, претпоставувам, на данците да им објасни дека не само што ќе престанат да плаќаат за Гренланд и ќе ги заштитат тие пари, ќе ги вложат во нивната економија, туку и ќе добијат дополнителни средства, доколку се разбира се оствари некаква таква сделка. Во другите можни сценарии, алтернативни, Гренланд би станал независна држава, која што може да воспостави специјални односи со Соединените американски држави, како што има други територии. Дали можеби и тоа е целата развивањето, поттикнување на суверенизмот кај гренланѓаните за да го направат тоа што ќе го направат сами, ама знаат дека имаат поддршка од САД. Точно, да. Многу веројатно. Таа поддршка и специјални односи со Соединените американски држави би им пружиле нив една дополнителна безбедносна гаранција, да ја наречеме, како и можност за поддршка на нивната економија. Затоа што таа територија навистина е богата со природни ресурси, меѓутоа се поставува прашањето дали тие имаат капацитети да ги искористат тие ресурси. Едно е да ги поседувате, друго е да можете да ги управувате и да ги искористите. Соединените американски држави ги имаат капацитетите да ги експлоатираат тие природни богатства и подоцна да управуваат со нив, така што мислам дека едно од можните сценарија е тоа, Гренланд да прогласи независност и да воспостави специјални односи со Соединените американски држави. Додека пак за Панамскиот канал, јасно историски Панамскиот канал започнат е со градба од страна на Франција, меѓутоа после повеќе години, пред нешто повеќе од 100 години, градбата ја презема Америка, Соединените американски држави, ја завршува и се до крајот на минатиот век, кога официјално се предава во владение, да речеме, на Панама, меѓутоа долг временски период не само што бил изграден, туку бил и управуван од Соединените американски држави. Сега, знаејќи го значењето на тој канал и геостратешко и за економијата, Соединените американски држави, според она што се кажува јавно од претседателот Трамп и неговите приврзаници, се доведува ситуација кога тие го изградија каналот, голем временски период го управува, а сега на некој начин нивната економија трпи и плаќа голема цена за користење на тој канал. Јасно е, сега повторно се јавуваат тука други интереси и самите интереси на Панама како една независна држава, меѓутоа сметам дека овој налет, да го наречеме, на Трамповата администрација, тешко кој може да го издржи, доколку тој навистина се реши да направи нешто. И неговата политика за Америка на прво место, за доминација на американските национални интереси и во економијата, сметам дека ќе биде пресудна тие да преземат конкретни чекори и во однос на Панамскиот канал. Дали може би тука бара премногу за да добие малку, нешто кое што не би го добил никако, но еве ќе ви го земам на крај за да поминуваат бродовите, карикирам, бесплатно, а тие сите да бидат задоволни, панамјаните и американците, нешто помеѓу. Тоа е политичка финта игра, нели може да биде. Секогаш постојат разни тактики. Еве гледате дека за разлика од периодот на предизборието и кампањата, многу европски лидери и светски лидери тактизира, не се надева дека ќе победи Бајден. Заведнаш после победата тие да се надпреваруваат кој побрзо ќе му се допадне на Трамп и на неговата администрација. Некои држави самостојно дури во однос на прашањето за придонесот кон НАТО, например, самостојно кажа дека ќе го зголемат придонесот во нивниот буџет за одбраната да се доближат до минимумот. Сончо гледите и во Европа. Да, и сега на внатрешна сцена исто така, добар дел од овие бизнисмени поврзани со технологијата. И сега јасно е дека сите се во едно исчекување дали навистина тој ќе ги реализира неговите заложби или не. И во тој контекст е можна и оваа тактика што вие споменавте за подобрување на почетните преговарачки позиции доколку тоа прашање дојде на дневен ред.
Ја спомнавме Украина, деновиве Зеленски не изгледа многу задоволен од она што се случува. Дури вчера најави, односно побара не 100, не 150, 200 илјади европски војници да бидат гарант на мирот, да бидат мировни војници. Значи каде ќе се распоредуваат тоа не го објасни, но еве работата оди кон мир. Во меѓувреме имавме пак веднаш само што го каже тоа Зеленски, Трамп упати една остра порака па до Путин од друга страна, да се прекине војната, дека тоа нема да биде добро, најави нови санкции, кои што по друга страна не се покажа многу ефектни во однос на Русија, но еве одговори остро како и да е. Што очекуваш како развој? Да има најава и за телефонски прво разговор, а потоа и директна средба. Ќе има ли мир во превод? Па тие најави што ги слушам сега од претседателот Зеленски, сметам дека се директен резултат од промената на власта во Соединените Американски држави, од изборите таму, за разлика од минатото кога тој имаше јасни, да ги речем, црвени линии, дека нема да отстапат ниту педа од територијата, дека ќе ги вратат сите освоени територии, сега полека се адаптира на реалност. Реалноста е дека Украина, каква што постоеше пред војната, веќе нема да постои. Колку и некој да сака да ја поддржува, вредностите, меѓународното право, сите тие аспекти се битни, меѓутоа ситуацијата на теренот во моментов е таква што Русија нема никаква можност да се повлече од она што е освоено, односно териториите кои што се освоени и официјално прогласени за дел од руската територија ќе продолжат да бидат дел од руската територија, слично како што беше и со територијата на Крим. Тој е веќе повеќе од 10 години, од 2014 година, дел од Руската Федерација. Се уште постојат тие мапи, кои што се осликува како дел од Украина, меѓутоа тоа е една завршена работа која што нема шанси да се врати. И сега, за разлика од претходно, претседателот Зеленски сега зборува за привремено оставање на тие територии под контрола на Русија, додека не се реши нивниот конечен статус, а бара дополнителни гаранции за овој преостанат дел од украинската територија, исто така голем дел, богат со ресурси, голем по територија, голем по население. Сега веќе не е условот да се прими Украина во НАТО, зашто сметам дека е преамбициозно да се верува дека ќе се случи, туку се бараат некакви безбедносни гаранции и со физичко присуство на трупи на земите членки на НАТО, кои што ќе гарантираат безбедноста на Украина. Од друга страна, Руската Федерација веројатно се приближува до ставот кој ќе каже дека се остварени целите на нивната, како што тие го пиша овој процес, војна операција, и дека, имајќи предвид дека тие цели се остварени, може да се впуштат во едни преговори за завршување на нови конфликт. Секако, доколку Украина немаше поддршката од Соединените Американски држави во изминатите години, немаше да успее да го одржи ова што сега го има одржано. Европските земји се исто така значени, меѓутоа сад се доминантни. И сега украинското раководство веројатно е исправено пред дилемата дали доколку продолжи да се надева дека ќе добива и понатаму американската поддршка, ќе биде во можност да продолжи да се бори. И јас сум сигурен дека во тие разговори кои што ги имале со високопредседателот Трамп и со луѓе од неговиот тим, им е јасно ставено во знаење дека поддршката што ја добива во таа форма и во тој обем досега нема да ја добиваат во иднина. Еднаш во една прилика председателот Трамп го опиша Зеленски како еден од најголемите трговци кој што кога и да дојде во САД заминува со десетици милиони финансиска помош. Да, 6-60 милиарди евра и тој неговиот син го каже. Што значи дека американските даночни обврзници веќе нема да ја финансираат војната во Украина. И во корист ќе биде, според мене, и на украинскиот народ, и на Русија, и на Европа, и на Соединените Американски држави оваа војна што е можно побрзо да заврши. Председател Трамп е познат како некој кој што е прилично прагматичен и во меѓународните односи. Тој за време на првиот мандат беше дури на средба со севернокорејскиот лидер, зачекори официјално на територијата на Северна Кореја, што беше незамисливо. Што значи дека тој ќе се обиде да ги затвори овие конфликти и да се посвети на зголемување на економската соработка со цел, се разбира,
да се подобрат позициите и да се има поголеми придобивки за американската економија. 2 дена по инаугурацијата, како гледаш на македонското присуство таму? Бевме единствена земја представена со премиер и делегација, висока делегација, која што беше присутна на доаѓањето на Трамп како 47-ми председател, неговиот втор мандат, но еве имаше многу дилеми во јавноста, некој отвораше нешто што не треба, имаше интересен текст за промена, Катерина Блажевска напиша за големиот греб во наводници на Мицкоски. Беше интересно тоа што тоа се случува на Дојче Веле. Таа ги направи бербат сите оние кои што збореа против, велејќи дали ќе ни требаат премиери кои што дајте ви направимо лом још сите тие глупости што се случуваа со претходниот, па и неговиот претходник. Но интересно беше, таа зборува за тоа на истата страница, 2 часа, 3 часа после тоа, а пред неа е Крамарска која што цени ќе одиме кон Вашингтон или одиме кон Брисел, на истиот медиум, не се, но ставот на новинарот е тука, кој што не мора да е соодветен со ставот на медиумот. Како и да е, се отворија многу дилеми, еве 2 дена после инаугурацијата се враќа и нашава делегација, каде и да е, и премиерот Мицкоски. Како гледаш на тоа што се случуваше таму и нашето присуство таму? Дали имаше и колкаво значење имаше тоа? Она што претходно го споменавме, дека после изборите и после победата на Трамп, многу држави се обидоа да се доближат до тимот на Трамп. Нашата влада би рекол дека имаше една добра проценка и уште пред одржувањето на изборите, во текот на самата кампања, го спостави блиски релации со тимот на Трамп. Тие блиски релации се покажа дека може да бидат добра основа, затоа што добар дел од тие луѓе што беа тука, некои од нив и повеќе пати, ќе извршуваат високи функции во администрацијата на председателот Трамп и во извршната власт, да не зборуваме за оние добри односи со бизнис заедницата која што е блиска до председателот Трамп. И сега, задачата на опозицијата, дел од медиумите секогаш е да бара причина да направи некаква, може би поинаква представа, да критикува, да. Меѓутоа, мислам дека кога е нешто преочигледно не може да се демантира. Сега ние имаме ситуација кога премиерот и министерот за надворешни работи, заменик министерка присуствуваат во Вашингтон на најзначајниот настан во што се случи еднаш во 4 години. Тоа е стапувањето на должност на новиот председател. Самото стапување на должност, инаугурацијата, сите тие активности вклучуваат еден голем број на настани во текот на 2-3 дена и целата американска политичка, бизнис елита, медиумска елита присуствува таму. Сега, вие да имате представник на вашата држава на толку високо ниво, би требало, ако ништо друго, ако не се согласувате со владата, да го премолчите. Затоа што не можете да го критикувате премиерот и делегацијата затоа што отишле таму, оствариле средби, се обиделе да помогнат и да придонесат нешто за нашите граѓани. Тоа има и нив работа. Премиерот на државата, министрите имаат за задача да ја подобрат ситуацијата во државата која што ја водат. Оствариле средби со представници од тимот на председателот Трамп, оствариле средби со представници од диаспората, кои што се бизнисмени, кои што можат да инвестираат овде, некои од нив имаат инвестирано, се разговара колку што има информација за прилично крупни проекти, кои што долг временски период се одложуваат. Има средби и со представници на медиумите и тоа честопати се критикуваше, меѓутоа да замисли еден Такер Карлсон да дојде во Македонија и да направи емисија за Македонија и што ќе биде тоа за нас. Такер Карлсон во една прилика пред известен период имаше и посебна програма во Унгарија, например, со настан кој што беше организиран посебно во негова чест. И ние секогаш како една од помалите држави се бориме за пристап во медиумите, во американските мејнстрим медиуми со милиони гледачи, не само во Соединените американски држави, туку и на глобално ниво. Дополнително, борбата во меѓународните односи во дипломатијата е борба за пристап до институциите и до личностите што ги раководат тие институции. Не е едноставно вие да успеете да изборите да имате отворена врата во највисоките кругови во окружувањето на американскиот председател. Но тоа е Белата куќа е дом на најмоќната на председателот на најмоќната држава во светот. И сега самото присуство откако беа остварени тие контакти, самото присуство на инаугурацијата и на активностите кои што го окружува тој чин покажува дека
Прво, владата имала добра проценка, да кажеме, верувала и ја поддржала кампањата на председателот Трамп, иако тоа не е официјално, не е вообичаено во меѓународните односи, меѓутоа воспостави Беше јасно. една блиска релација. И сега, второ, имате обезбедено покана и присуствувате. Сега имаше повторно разни дилеми. Постојала покана, не постојала, доколку се оди без покана, тогаш може и многу други да отидат таму, на тој настан, други политичари. Ако било толку лесно и едноставно да се оди, може до Дубај ќе отиде и до Вашингтон. Да. Така што мислам дека сите оние што велиме да бараме влакно во јајцето, биле ваму, седеле ваму на таа далечина и така натаму. Прво, самиот чин на инаугурацијата овој пат беше во многу помал обем и во многу лимитиран број беа присутните на самиот чин на давањето на заклетва, како што обично се одвива на отворено. Овој пат беше на затворен простор од, јас би рекол, и од безбедностни причини, меѓутоа официјалното разложение беше заради ниските температури и сите оние активности кои што претходно се одвиваа на различни локации сега беа сместени во затворен простор. Но и покрај тоа ние имавме прилика премиерот наши делегацијата да биде присутна на тие настани. Така што мислам дека треба да бидеме среќни што имаме премиер како никоја друга држава во регионот, што е дел од тие настани, што имал можност да разговара со многу влијателни личности и тие разговори секако не се за некакви тривијални работи, туку се однесуваат за можност да се помогне на Македонија. Дали да се инвестира тука, дали да се зајакне безбедносната соработка, да не забораваме, например, секретарот за трговија на најмокната држава во светот беше дел од тимот кој што дојде во Македонија уште во текот на летниот период пред изборот на председателот Трамп. Ко-преседавачот на неговиот транзицијски тим, кој што во оваа транзиција која што се уште трае, беше дел од тие луѓе. Имаме македонски бизнисмени со исклучително големо влијание врз неговите политики и сето тоа се става во контекст на спроведување на нашите политики. Така што мислам дека може и понекогаш и добро да имаме вакви неосновани критики и забелешки, за да видиме во суштина колку сме далеку од она позиција на толку посакуваното, да го наречеме, национално единство. Затоа што нормално да имате критики, нормално е да има несогласувања, да не се согласувате со владините политики. Меѓутоа, кога нешто, особено во надворешната политика, е во интерес на сите граѓани, тогаш, ако се нема сила да се поддржи, барем да се воздржат, да се премолчи, да не се критикува. Затоа што, земе конкретна ситуација, на една од овие следби, веројатно ќе се започне разговор или ќе се продолжи предходно започнат разговор за некоја инвестиција во Македонија. Таа инвестиција нема да биде во корист само на поддржувачите на владата, на ВМРО да промени или така, но ќе биде во корист на сите граѓани. Веројатно некогаш ќе дојде хипотетички и друга влада, таа ќе продолжи да ги спроведува тие проекти. Значи се работи за потези во надворешната политика и дипломатијата, што според мене треба да бидат поддржани од сите. Се уште сме далеку од тоа ниво, но да не престанеме да се надеваме дека во едно догледно време ќе дојдеме во ситуација кога сите овие, би рекол, чекори во дипломатијата, наменети за подобрување на стандардите на сите граѓани, ќе бидат поддржани од сите. Токму тоа што го спомна македонските граѓани, односно македонци по потекло кои што се таму бизнисмени, зборувам токму за Крис Павловски, кој што голем дел од времето го потроши во друштво на токму на премиерот Мицкоски, беше насекаде со него, што е многу битна работа кога се движите во тие кругови, еден таков човек да се движи со вас. Една од главните работи, буквално еден од главните настани беше организиран на Трамп организацијата и Рамбл на Крис Павловски. Рамбл на Крис Павловски тежи неколку македонски буџети. Имаше една многу интересна работа, Васко, една слика, велат една слика милион зборови, ова беше една слика $1 трилион. На едно исто место, таму каде што беше нашата делегација, беа Маск, Безос и Зукенберг. Значи, едниот тежи 400 милиарди, другиот 250, третиот беше негде околу 220. Во превод 1 трилион на едно место, а вие сте таму, што многу според мене зборува за сувудоста и ступидноста на некого да тврди дека не треба да бидете таму. Таму беше, освен најмокниот човек во светот Трамп,
сите пари кои што се собра и моментот што го кажа и ти можноста, еве 1 милион да дојде инвестиција, нема да биде така, кажува многу на и влијанието на македонските граѓани или со македонско потекло по целата оваа приказка. Да. Една од, според мене, причините зошто и сите тие наши видни бизнисмени досега не инвестирале во Македонија е што веројатно немале поддршката и од досегашните состави на владата. Не зборувам тука само за пошироко и севкупната област на странски инвестиции. Многу странски инвестиции се заглавени и колку што имам некои информации во последните месеци се забрзани откако е променета власта, затоа што виделе партнер во власта за странските инвеститори. Сега, македонските бизнисмени кои што се успешни во САД, Канада и во многу други држави, веројатно во оваа влада препозна еден партнер со кој што можат да соработуваат. Јас сум имал прилика и лично се сретнам со многу од нив. Морам да кажам дека една од причините зошто тие во минатото не се одлучиле да инвестираат или пак инвестирале во други држави, но не и во Македонија, е затоа што не увиделе дека нивната инвестиција тука ќе биде соодветно поддржана од домашните власти, централните власти, некојаш се работеше за локални власти и сега гледам дека не само господинот Павловски, туку и други бизнисмени на средби со премиерот и со останатите министри, веројатно повторно оживува кај нив таа идеја дека сакаат да инвестираат кај нив, затоа што тоа делумно е и една емотивна операција, би рекол, да се врати нешто на државата од каде што потекнувате вие или вашите предци, но истовремено има тука и еден бизнис момент, односно тие сакаат да инвестираат со цел да не само да помогнат на домашната економија, но и да помогнат и на собствените компании. Така што во сета таа ситуација, во сите тие околности, сметам дека треба да се искористат овие контакти. Имаше средба меѓу нашата делегација и Македонија 2025, раководството ми се чини, и некои други бизнисмени кои што би можеле, успешни се тие и на американско тло и на глобално тло, и тие би можеле барем дел од нивните идни инвестиции да ги посветат тука. Верувам дека разговорите кои што се започнати таму ќе продолжат и дека во едно догledно време можеби ќе имаме една инвестиција и од нивна страна. Дали не блоза да се зборува дека овие врски остварени со новата американска администрација, кои што се, како што кажа и самиот пред тие воопшто да бидат ова американска администрација, што многу значи за разлика од оние сончогледи кои што се појавија и по Европа и по светот, беа за Камала, јавно го кажуваат тоа, па сега наеднаш се трамписти. Колку му ќе значи реално за Македонија, зборувам и на економски, и на безбедносен, но и на меѓународен план во однос на позиционираноста на Македонија на меѓународен план, зборувам и за евроинтеграциите тука, да речеме. Да, традиционално Соединените американски држави се посветени на една стабилна Европа, стабилна Европска унија, заокружување на процесот на проширување и така натаму. Сега имаме еден нов момент за едно различно, би рекол, толкување на меѓусебните односи во однос на економската и трговска соработка. Дел од европските држави не случајно изразува поддршка и до демократската кандидатка, затоа што сметаа дека е во економска корист на Европа таа да победи, односно да остане статус квото од администрацијата на Бајден. Политиката на Трамп за Америка на прво место ќе загрози дел од економските интереси на западноевропските држави, меѓутоа истовремено сметам дека во сета оваа ситуација на прераспределба на моќта во светот и прераспределба и на економската моќ се отвараат можности за воспоставување на нови канали на соработка. Како што имавме пред неколку години со епидемијата на ковид, се изместија добар дел од економските процеси, економската криза што го придружуваше тој процес, војната во Русија и Украина, исто така доведе до поместување на определени параметри, така што овие нови економски политики на претседателот Трамп сметам дека повеќе ќе се фокусираат на билатерални односи, на САД со другите држави, отколку на мултилатерален пристап кој што беше практикуван од страна на претходната администрација од Бајден и многу американски претседатели претходно. Така што
во овие нови околности, мислам дека ние би требало да се фокусираме на подобрување на билатералните односи со САД, истовремено задржувајќи оваа ориентација за полноправно членство во Европската Унија. Секако, доколку Европската Унија според мене не најде начин да ги отстрани овие пречки кои што стојат на патот на процесот на проширување, како што се билатералните спорови што ние го имаме со Бугарија, некои други држави имаат други, Европската Унија ќе станува се помалку атрактивна. Не е тајна дека и мотивацијата за членство во Европската Унија кај македонските граѓани, граѓаните од Западниот Балкан е многу помала од порано. Така Пред беше, се, затоа што 80 на 100 беше, сега е на Па, 50. сме имале на моменти ние и над 90% во 90% минатото. Тоа не е случајно, тоа е затоа што Европската Унија се најде во една ситуација да не може да ги отстрани пречките наметнати од незините држави членки. Значи, наместо самата европска идеја за создавање на Европската Унија е идеја за заштита на заедничките европски интереси, а не за заштита на националните интереси на државите членки. И Конрад Аденауер, Де Гаспери, Роберт Шуман и сите останати во почетокот зборувале за ставање на европските интереси на прво место. Повеќе децении подоцна, ние гледаме дека во една структура каде што треба да се штитат заедничките интереси, ние гледаме доминација на тесно национални интереси кои што не се никако поврзани со заедничките интереси. И самата Европска Унија нема моќ тоа да го преброди. Односно, она право на вето и неговата злоупотреба од државите членки на некој начин стана многу поважно од заедничките интереси, заедничките економски, политички и безбедносни интереси на Европската Унија. Сега ние сме во ситуација кога една држава може да го блокира процесот на проширување заради прашања што не се поврзани со критериумите за членство, копенхагенските критериуми, туку прашања кои што се дел од историјата, како што ние имаме сега со Бугарија. Европската Унија не може тоа да го надмине, нема механизам да го превенира и се наоѓа во ситуација кога евроентузијазмот станува жртва на тие националистички агенди на некои од државите членки на Европската Унија. Сега, во контекстот на претходната дискусија, кога Европската Унија станува помалку атрактивна за регионот, се отвараат можности за други моќни глобални сили да ги наречеме, кои што ќе сакаат своето влијание да го прошират во овој регион. Тука е секако и Руската Федерација, Народна Република Кина преку огромен број на инвестиции и да не го игнорираме исто така фактот. Често пати се постава прашањето дали Балканот воопшто ќе биде на агендата на претседателот Трамп или не. Најпрво многу инвестиции ние имаме, инвестиции од голем обем имаме од луѓе од неговото најтесно окружување, од неговото семејство во држави на Балканот, што значи дека овој дел од мапата не е црна дупка и за него и за неговите блиски личности. Во првиот мандат тој директно се вклучи во медиација помеѓу Белград и Приштина, сака да го затвори тоа прашање затоа што стои на патот на остварување на целта за стабилизација на европскиот континент. И ние сега сме во ситуација кога ако Европската Унија многу брзо, јас би рекол, истекува времето за откочување на процесот на проширување, тоа не треба да се прави символично со отворање на едно или две поглавја за Црна Гора, која што преговара повеќе од 10 години, или Србија, или пак со доделување на кандидатски статус на Украина или Молдавија, треба да имаме една силна, јасна, искрена политичка одлука на високо европско ниво, со која што регионот забрзано ќе се придвижи кон Европската Унија, слично како што било и за многу држави во Централна и Источна Европа во текот на крајот на 90-тите години, почетокот на новиот век. И на тој начин ние да ја добиеме она неопходна поддршка за приближување кон полноправното членство и усогласување со критериумите за членство, што секако ќе значи усогласување со оние високи европски стандарди во многу области. За крај, по оние 7-8 години буквално тапкање во место и лед во место, што би рекол Горан Стефановски, дефинитивно се придвижуваат работите. Тоа не е фарса, се гледа дека работите на различни планови се придвижуваат. Што очекуваш еве во ова 2025 година за Македонија? Повторно беа
цел на критики и тие наши напори што ги прави дипломатијата, веројатно ќе останат и во наредните месеци, меѓутоа нашата цел е да се обидуваме да ја подобриме ситуацијата. Можеби ќе успееме, можеби нема да успееме. Но видовме во изминатите месеци ние една засилена дипломатска активност, многу средби на многу високо ниво, многу патувања и ако ништо друго, сметам дека сега и високите представници на европските институции и многу челници на државите членки на Европската унија се запознати со нашата позиција. Секако дека не секогаш вие можете да очекувате вашите позиции да доминираат во конечните решенија, меѓутоа сметам дека во минатото ние имавме една ситуација кога безрезервно се прифаќаа многу предлози кои што доаѓаа од други страни. Сега наместо тоа ние имаме би рекол една по-тврда позиција од нашата влада, која што не е расположена толку брзо и толку лесно да попушта во односите со други држави. И оние често пати тенденции да се представи сликата дека ние треба да го затвориме прашањето. Вие многу брзо ќе затворите едно прашање ако прифатите се што ви бара другата страна. Како што го затвориме прашањето со Грција, например. Вие и во било кој конфликт и на секојдневно ниво, во семејството, во соседството, ако прифатите се што ви бара другата страна, конфликтот ќе биде завршен. Тоа е најлесниот начин, меѓутоа завршен е на ваша штета и таквиот начин на завршување отвара нови проблеми. Затворајќи еден проблем, отворате нови проблеми понатаму. Еве ние гледаме денеска сме заглавени во односите со Бугарија, затоа што при подпишувањето на тој фамозен договор во 2017 година беше прифатено се она што побара Бугарија од нас. Иако тогаш многумина предупредуваа дека не треба да се прифати, дека треба да се вклучи опозицијата. Еден месец по новата влада стапувањето. Дека со вклучувањето на тогашната опозиција, например, ќе се зајакне позицијата на државата во меѓународните разговори и со Бугарија и со други држави, сепак тоа беше игнорирано и сега фактурата пристигна. Значи, се она што претходно било направено како грешка, сега доаѓа за наплата. Имаме една народна поговорка која што вели она што еден будала ќе го заплетка, ниту 100 паметни не може да го отплеткаат. Но сега задачата на оваа влада е таква, не може да ги игнорира проблемите, мора да се обиде да ги решава. Во тој контекст сметам дека засилената дипломатска активност за представување на нашите позиции, ако ништо друго, дава една поизбалансирана слика. Имаме сега една нова влада во Бугарија. Лично сметам дека оваа влада веројатно во Бугарија нема да го издржи тој 4-годишен мандат, меѓутоа подобро е да имаме каква таква политичка влада отколку една техничка преодна влада, иако формално не е премиер, најголемиот дел и најголемата одговорност ја понесува партијата на поранешниот премиер Борисов, кој што, да не забраваме, во минатото имаше направено чекори кои што придонесоа за ублажување на оние тврди, ригидни бугарски позиции кои што беа представувани од останатите политички партии. Не дека тој многу подобро би се однесувал доколку го споредиме со претходните влади, меѓутоа сметам дека благодарение на личните односи, повторно тука доаѓа до значај личните односи, односите на двете владеачки партии, ВМРО и ГЕРБ, и во рамките на Европската народна партија, даваат една подобра можност за создавање на добра атмосфера и со создавањето на една добра пријателска атмосфера ќе имаме можност да евентуално да отвориме некои од претходно затворените прашања, да се обидеме она што е договорено од претходните влади и преземено како обврска државата го презела, за жал, да се ублажи, односно да успееме да дојдеме до ситуација кога на вистина критериумите за членство ќе бидат оние критериуми од Копенхаген, а не некакви прашања од историјата кои што, како што кажавме претходно, не се поврзани со заштитата на заедничките европски интереси. Ги споделувам твоите надежи и ти благодарам што беше мој гост. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте дел од петото издание на Надказ. Се гледаме следниот четврток во 20 часот ексклузивно на Курир МКС. Разбира да сте ни живи и здрави.